Народна медицина. Планинска чубрица. Планинската чубрица потекнува од областите со умерена клима во Европа, Медитеранот и Африка. Прилагодена е на живот и во Велика Британија. Може да расте во стари ѕидови, на суви брегови и карпи, ридови или пак карпести планински падини. Обично расте на варовнички или алкални почви. Расте од 10 до 40 сантиметри. Листовите се кожести, темно-зелени, овално-ланцетни или пак како иглички, со должина до 2 сантиметри и ширина до 5 милиметри. Цветовите се појавуваат во лето, помеѓу јули и октомври и се движат од бледо-розова до бела боја. Бидејќи е лесна за одгледување, планинската чубрица е привлечно растение за секоја кулинарска тревна градина. Потребни се 6 часа сонце дневно во почва што добро се исцедува. Во умерените клими, во зима хибернира, на пролет повторно ги вади лисјата на голите стебла. Не треба да се сеча растението. Сите оние стебла што изгледаат мртви, повторно ќе излиснат. Може да се користи во градина со билки. Во готвењето, планинската чубрица има репутација дека оди многу добро и со грав и со месо, како пилешко или месиркино, а може да се користи и за полнење. Се користи во супи и сосови. Има силен вкус, додека не е сварен, но губи голем дел од својот вкус при продолжено готвење. Може да се додаде и во презла, како премаз за различни меса, вклучително и за пастрмка. Се тврди дека планинската чубрица има антисептички, ароматични, карминативни и дигестивни придобивки. Се користела и како третман за убоди од пчели или каснување од инсекти, со употреба на лапа од листовите. Растението има посилно дејство од сродното растение чебрика. Се вели дека е лек за колика и лек за надуеност, додека исто така се користи за лекување на цистит, гадење, диареја, бронхијална конгестија, болки во грлото и менструални проблеми. Не треба да се употребува од бремени жени. Растението се жнее во лето и може да се користи свежо и сушено. Се прави масло од растението, кое се користи за да помогне со болки против артритис. Советите од народната медицина не се замена за стручен лекарски совет.